Општина Кочани ги почна активностите за асфалтирање на дел од планираните 11 улици во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги. Во Тракање веќе се асфалтирани улиците Борис Ефтимов, како и третиот крак од Маршал Тито. Во Ризари пак се асфалтира улицата Асном, а работите ќе продолжат на 2 крака од Раде Кратовче. Градежните работи ги изведува фирмата Ленди Груп, која е избрана согласно критериумите и процедурите на Светска банка. Со одобрените средства од Меѓународната банка за обнова и развој преку компонентата општински инвестиции ќе се асфалтираат и улиците Кирил и Методиј Скопска 560, Стефка Тасева, Петар Синадинов и Искра во Кочани. На дел од нив ќе се гради и атмосферска канализација, потпорни ѕидови и тротоари. Од вкупно 11-те, 6 улици се во градот, а 5 во населените места. Во меѓувреме почна и асфалтирањето на локалниот патен правец од Кочани до Мојанци, поради што во 6-часовен прекин беше сообраќајот на делницата од преминот преку железничката пруга до селото Подлог, до мостот на влезот во Подлог. Според најавите на изведувачот, градежната фирма Стоименов, во наредните денови асфалтирањето ќе продолжи од влезот на Мојанци кон Горни Подлог. Доцнењето на изведбата на колекторскиот систем од проектот за изградба на пречистителната станица за отпадни води во близина на Мојанци, кој на 2 места преминува преку патниот правец, ја одложи реконструкцијата на овој локален пат. Неговата изградба деновиве влегува во завршница.